Господине Заев, сакам да ви верувам. И ќе почнам од крајот, каде што застанавте и кај што рековте, сакам заедно да испратиме порака и така натаму, и така натаму. И се согласувам со тоа. И ајде, ние имаме точка на дневен ред во Собранието на Република Македонија да изгласаме, исто како бугарите што изгласа, декларација, значи наши, ова не го говорам прв пат и вие ако се сеќавате, добро знаете дека и во претходните мандати ова сум го говорела, затоа што ме боли, ги боли и другите претпоставувам. Значи, да изгласаме декларација и ние македонците, и сите кои што живеат во Република Македонија, да имаме црвени линии како што имаат и бугарите. Да изгласаме таа декларација и тоа да биде појдовната точка за преговори. На тој начин ќе им ја олесниме и работата на комисијата. Па нема потреба да си даваат оставки. Едни да велат вака, вие велите дека тој сам си дал оставка од, не знам, причини, семени, така. Ама имате многу критичари, особено во делот кога го слуша вашето интервју за БГНС, тоа беше страшно. Ако го мислите тоа е страшно. Значи, Љубица Спасовска исто така се дистанцира, еден признат експерт. Многу признати експерти кои што сакаат да си ја работат работата и велат политиката да не ни се меша и да не форсира, не можат затоа што им се мешате. Очигледно е тоа дека им се мешате. Еве, ајде, велите заедно, во ред, ајде да изгласаме декларацијата. Зошто тие имаат појдовна основа и било кој друг парламент, било кој сега и да победи во Бугарија, мора да ја почитува таа декларација. Што ве спречува вас како влада да го направиме тоа? И јас се согласувам, еве ќе гласам. Не се работи сега тука за други проекти. Еве минате од претходниот ден изгласавме некои закони, ние можеме да најдеме решение за одредени закони. Ова се суштински прашања за државата. Говоревме за Преспанскиот договор. Не послушавте. Говоревме исто така за договорот со Бугарија. Имавме неколку точки, не ги прифативте. Ајде сега, ако ова навистина го мислите, ако не е само одговор заради одговор на пратеничко прашање да заврши пленарната седница и толку. Ама господине Заев, знаете како, да беше ова сега прв пат и да ве слушав прв пат, а да не знаев претходните 4 години што направивте, Преспанскиот договор е во ред за вас. Договорот со Бугарија не ве прашувам вас. Немам прашање за вас. Преспанскиот договор не е во ред. Бугарите се повикуваат на Преспанскиот договор. Значи, се што правите сами, без опозиција, без национален консензус, ќе има влијание и понатаму. Верувајте во ова што ви го говорам. Дали сме сигурни дека Бугарија ќе биде последната земја членка која што ќе ни стави вето? Граѓаните отворено веќе прашуваат дали премиерот ги штити нашите национални интереси или ги штити тугите национални интереси. И да сум на ваше место, тоа би ме замислило. Би ме загрижило. Не сум задоволна од ваш... Ама што, господине Заев, еви да поставам дополнително, предпоставувам што ќе ми одговорите. Значи, вие за интервју на БГНС кажавте дека крадеме историја, вие го кажавте тоа и ги потикнавте бугарите да велат дајте да си ја вратиме историјата. Па така кажавте. Така кажавте. Не сум задоволна од вашиот одговор и немам дополнително прашање.